сепак ќе го обезбедиме просторот за да во тој дел учениците ја проследат следната година во наставата, да го завршиме овој објект, а потоа ќе се продолжи по завршувањето на училиштето со изградбата на салата, затоа што премногу ќе бидат паралелно два градежни зафати во услови кога имаме деца во многу големо градилиште. Многу големо градилиште ќе биде и потоа кога ќе се заврши овој училишен објект и спортската сала ќе почне да се гради, паралелно старите бараки се рушат. Овде се предвидени тениско, ракометно и кошаркарско игралиште, фактички ќе има мала дислокација на веќе постојното. Еве го баш во проектот можете да го погледнете. Ова ни беше ветување во програмата. Да. Ова и сега практично почнува реализацијата. И ова е малку поразлично. Тоа го работат овие тука мајсторите, така? Да, мајсторите го околчуваат и обезбедуваат просторот за почетните активности, значи они мора да го обезбедат и заштитат, бидејќи настава се реализира. Може би малку повеќе ќе биде процесот на обезбедување од вообичаено, значи некој ден плюс, заради тоа што имаме активна настава. Ваква ситуација имавме со училиштето во Кисела вода Невена Ѓорѓиева Дуња, кое што го отворивме веќе после 12 месеци, исто имаше настава, имавме зголемено обезбедување за да не ни се случи некаков немил настава. Отприлика очекуваш една година? Објективно една година е периодот во кој што можеме да очекуваме овој објект да се заврши, но сега зависно и од повеќе услови, така да не. Значи ние сме овде во моментот. За 300 ученици ќе биде, така? Односно за 600 во 2 смени. За 600 во 2 може да биде смени. пресатри во една смена. На почетокот зависи нели од бројот на дечиња, секоја година и варира. Во една смена 300, во 2 600. Доколку има долем ученици. Случајќи ја и новата настава што во близина ја правиме, значи таму почнуваат куќи се градат. Веќе 20 на куќи се градат, значи тие дечиња тука. Понатака ќе биде во 2 смени. Така, значи една смена 300, 2 смени 600 ученици.